одлична, би рекол, детска енергија, меѓутоа кога дојдоа нашите гости, еден од нив, ќе видите за кој станува најмалиот практично. Речува не ми смета и не се плашам од емисијата, меѓутоа сепак треба да се стане многу рано. Што ние во фокус на разговорот, па веднаш ќе продолжиме со Михаил. Фокусот е петото издание на ракометниот камп 40 на 20, зошто така се вика и која е поврзаноста со ракомет за секој дете практично, ќе дознаеме во продолжение. Симона, продолжи со најавата. Да, секако ќе ги најавиме прво децата, ако ни дозволите, затоа што навистина ни внесува одлична енергија утрово. Михаил, односно најмалиот, рековме ќе почнеме од него, Михаил Лукарев, потоа Софија Димеска и Филип Димески се нашите гости утрова, секако и Горан Ѓорбеновски, кој што ќе ни открие се во детали во однос на кампот, меѓутоа и работата со овие прекрасни деца. Михаил, добро ти утро. Добро утро. И некако фокусот го ставаме на тебе утрова, затоа што се во утринска и се околу утринска ти е чудно. Што ти е чудно? Студиото, светлата, раното станување, како се чувствуваш утрово? Па се чувствувам убаво, само тоа што рано треба да станувам ние. Што ти е најинтересно од студиово? Што најмногу ти привлекува внимание? Па што сум живо и имаш некого да поздравиш одма од старт на емисија, кој те гледа? Па бабите. Нормално, можеш во таа камера можеш слободно да ги поздравиш. Ве поздравувам баба и многу ве сакам. Прекрасно. Одлично. Ќе продолжиме и со вас, така почнавме со децата. Прво обично повозрастните им даваме предност, меѓутоа одлично воспитани деца кои што се полни со позитивна енергија. Вие сте братче и сестриче. Како започна вашата приказна околу ракометот пред се? Ајде, Софија. Јас едноставно многу сакам спорт да тренирам и така. Кој од кого црпеше инспирација или заедно во исто време почнавте со раковет? Ја почнав последниот, прво таа почна да тренира. Ја прво тренирав кошарка и после се префрлив на ракомет. Кој спорт сега ти е? Веројатно ракометот. Да, останува ракомет. Дефинитивен избор. Да, господине Горан, како помина кампот кој што заврши чинам во саботата и што е она што може како поента да се издвои од целото доживување? Па ова беше петто издание, прво добро утро на гледачите и драго ми е и тие што се тука, иначе тие се дел од школата, беа дел од школата за ракомет Софија, иако е најмала овде, 2015-та, веќе 2 години е пионерка, а Филип се ова година ќе оди во пионери од школата наша, а Михаил веројатно наредна година. Сега што се однесува до кампот, она што беше специфично е дека е 5 години, за нас е еден голем, мал ама голем јубилеј. Од 40 на 20 сме кажувале неколку пати, тоа се димензиите на ракометниот терен и ние искрено се надеваме дека на овие деца тој ракометен терен ќе им стане втор дом, место каде што ќе поминуваат многу време, квалитетно ќе поминуваат време, ќе се образуваат, ќе се надградуваат и така натаму. Затоа е името на кампот. Иначе кампот е еден дел, еден сегмент од проектот Ракомет за секој дете, кој што опфаќа школи за ракомет за деца од 5, 6 до 13 години и јуниор куп турнири, тие се турнири во мини ракомет, но и во, да речам, голем ракомет, нормален ракомет, како што играше и Михаил и Филип ова година, кој што се веќе не излезна врата од школата, ради возраста и ради стекнатото знаење. Така да, проектот опфаќа, кажав, три сегменти. Сега што се однесува до кампот, кампот 5-та година се одржува во Охрид, има интернационален карактер, некои 25-30% од децата се надвор од Македонија. Од каде имавте гости? Ние имавме гости од Шведска, од Србија, од Германија, од Швајцарија. Сега не се сеќавам, значи 4-5 земји, од кои што половина од децата живеат, родени се таму, но има некакво потекло од Македонија, а половина се деца кои што се родени во Шведска и се со потекло нормално шведско, и што ни е нас посебно драго затоа што тие меѓу себе се, да речам, се спознаваат, гледаат разлики. Сега она што би го издвоил ова година е навистина имавме богата програма, според мене најбогата од како постои кампот. Нашиот тренерски тим кој што е составен од супер квалитетни тренерски македонски имиња, кои што работат долги години со млади категории, па и во сениорски ракомет, беше надграден со 2 имиња како што е Владан Јордовиќ, координатор
директорот на гигантот Пик Сегет и уште и Љубица Георгиевска Хансен, која што повеќе од 25 години живее во Данска, и тие го пренесоа, еве и на нашите гости данас, или вашите гости денес, го пренесоа своето знаење и не само од аспект на раком. Што се опфаќа кампот? Како изгледа еден вообичаен ден на кампот? Еден вообичаен ден трае доста долго. Еве, ја би им дал и нив шанса да кажат што прават од наутро до навечер. Филип и Софија може да ни откријат како тече целата агенда, меѓутоа и што е она што со задоволство ќе се сеќавате од кампот, какви спомени собравте таму тие денови? И таму рано стануваме, Михаел. И таму рано станував. Да. Мислам дека тука е проблемот. Може, да се изморил од Филип, кампот. кажи како ви изгледаше еден ден? Па на почетокот станувавме рано. До 7 часот наутро? Да, во 7 часот наутро. Одевме на доручек и на појадок и потоа се припремавме за првиот тренинг. После првиот тренинг одевме на базенот. Или на плажата. Или на плажата, да. И после одевме на ручекот. Мора да се собере сила. Па имаме обврзителен одмор 2 часа, така? Да. Мора сите да бидеме во соби. Па пак тренинг. И повторно се спремаме, да. Да. Колку ви значеше тоа што имаше и други деца со кои што може да се запознаете? Еве, Софија, ти ќе ни кажеш, секако различни карактери, различни темпераменти се остварија ли некои другарства? Па да, имаше многу други другарчиња, се запознав многу други деца и така. Михаил, што ново научивте во однос на спортот? Што ќе се сеќаваш на дел од лекциите кои што си ги слушал можеби и од Или на некој тренер ќе се сеќаваш што ти оставил впечаток? Ја научив некои нови финти. Какви, например, финти? Па нешто со брзи раце, не учеа како да земаме топка полесно и така. Ве карали тренерите? Браво. Ве карат ли сте умни? Не. Значи сте биле умни. Полесно се учи вака на камп или ова што вие секојдневие во однос на тренинзите со ракомет? Полесно е на камп, искрено, зашто поинтересно е. Се јаде, се плива, се спие, се дружи. Михаил, има ли некоја симпатија од кампот? Не. Зошто не? Па толку активности немаше време, не? не. Кои се следните активности? Мислам дека има, ама треба малку да го подраспрашаме, ќе Па признае немаме нешто. време да не бидеме лоши. Добро, Да не го правиме притисок. децата, дел од децата, пошто кампот е нормално за за децата од нашата школа, но е отворен и за имаме буквално од секој град од државата, од секој клуб од државата и нормално кажеме надвор од државата и многу често овие деца доаѓаат на камп со свој другарчина. И тоа колку што е добро, толку не е добро, затоа што не им дава можност да го расшират познанството со другите деца. Сега ме прашавте за тоа, ние сега имаме пауза во однос на спортот до 1 септември, кога ни почнува официјално, да кажам, сезоната со школите. И паралелно со тоа, после месец и пол, го правиме тој традиционално роденденски јуниор куп, кај што прославуваме, сега ќе прославиме 5-ти роден ден на школата, кај што играат децата во различни категории, играат од мини ракомет до голем ракомет. И тоа е секоја година, нормално, генерациите се поместуваат, како што кажав, Филип е 2013 роден и тој беше 2 години во нашата школа, ја помина обуката кај професорот Јаковче Матлиевски, Лукарев беше кај професорот Благојче Весич во Карпош и уште е. Така да, полека децата, ние за жал во моментов немаме можност да ги задржиме во наш систем, затоа што немаме сала со димензии адекватни, но секој од нив се пронаоѓа во некој од клубовите во зависност од тоа каде живее. Ако е Кисела вода, тука е и Вардар, ако е Карпош, Алкалоид и Пролет и така натаму и Бутел. Така да од тој аспект децата ја поминуваат обуката и потоа одат во младинските категории. Софија веќе, иако е 2015 како многу талентирана, е веќе 2 години дел од пионерска екипа. И така и да го заокружиме разговорот со пораки од децата до децата, за сите оние кои што во моментов не гледаат. Филип, Софија и Михаил, што би им порачале, зошто да го изберат спортот кој што го сакаат како дел од нивното секојдневие? Ајде, Филип. Или зошто ракомета? Па ракометот е уникатен спорт. Што ти е најинтересно во ракомета?
Па Тепање? и одбраната и нападот. Софија, која е твојата порака? Па да го следат спортот што го сакаат, затоа што можат да успеат во тоа. И Михаил, завршуваме со тебе. Имаш ли ти некоја порака? Па, ракометот тебе ги вежба и рацете и нозете, бидејќи ракометот со рацете се игра, ама не можеш без нозете, бидејќи со нив се движиш нормално. Така е. Браво, Сигурно ќе идете на камп и до година. Па- Иако излегувате нели од тие рамки, меѓутоа ќе се вратите како вие, како... Да, нема граница, до 17 години е кампот, така да може да Значи сега Одлично. може. Благодариме многу за издвоеното време утрово и верувам дека преку спортот, ракометот се градат здрави, силни генерации.